Јубилејното 45-то издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови, кој оваа година се одржува од 28 јули до 1 август, свечено беше отворено во Битола. Традиционално и оваа година на фестивалот му претходеше дефилето по широк сокак, на кој во народни носии се представија неколку стотини фолклористи. Фестивалот и оваа година го отвори КУД Илинден Битола со изведба на комицкото, а посебна карактеристика на настапот беше што оваа година на јубилејните Илинденски денови учествуваа и членовите на КУД Илинден кои порано играле во ова културно-уметничко друштво. Во името на градот домакин, учесниците на фестивалот ги поздрави градоначалникот на општина Битола доктор Владимир Талески, а во името на организаторот Центарот за култура. Пригодно обраќање имаше директорот на таа установа Борче Димитровски и притоа и двајцата ја потврдија поддршката на идејата на основоположниците на фестивалот, која датира од 1971 година. Очекуваме на вистина во вистинска смисла на зборот да ја славиме традицијата, да славиме фолклор, да ја славиме уметноста и се она што е убаво, публиката да ужива за кое што ние ова целото и го правиме. Центарот за култура го организира сите овие години назад овој најстар фестивал во нашиот град, еден најстарите во нашата држава. Оваа година како што доликува на јубилејот, ги имаме сите аспекти застапено, 5 странски групи, над 1000 учесници, 30 најдобри фолклорни ансамбли кои што негуваат традиционален фолклор од Република Македонија, голем број на сцени, почнувајќи од улиците низ Битола, широк сокак, магазата, офицерскиот дом, ракометното игралиште каде што традиционално првите 2 вечери изминатите неколку години ги организираме, за на крај да завршиме со спектаклот Шербет Љубојна Исмаил Ломановски и Тајфата Чалги во навистина феноменалниот магичен амбиент на Хераклеја. На првата фестивалска вечер се представија русалиите од село Секирник, КУД Мирка Гинова, Демир Капија, група Джумалари, село Ресава, фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, Свети Николе, КУД Мирча Ацев, Прилеп, Кучки Поња, Сара и Скопје, фолклорниот ансамбл Китка и Стибања, КУД Илинден, културно-уметничкото друштво Македонка на македонците и селеници кои живеат и работат во Торонто, Канада. Оваа година на фестивалот има неколку атрактивни ансамбли, и тоа од Хрватска, Сардинија, Италија, Полска. Фолклорни ансамбл Турополје ове година слави 40-ту облетницу свога. Фолклорниот ансамбл Турополје оваа година одбележува 40 години постоење и многу ни е мило што дел од тој јубилеј гостувањето токму на овој фестивал. Годишно одржуваме над 70-75 настапи и спаѓаме помеѓу најголемите фолклорни друштва во Хрватска. Имаме од 380 до 420 членови. Ги изведуваме сите кореографии од хрватските региони. Имаме 38 coreografi so posebni kostimi. Il nostro gruppo è il gruppo folk Quartiere Villanova. Нашата група е фолклорен ансамбл од Калјари, Вилануева, Сардинија, Италија. За прв пат сме тука во Битола, сме веќе 2 дена. На фестивалот ќе настапиме со традиционални танци од Сардинија. I came here with Kurpi Zielone. It's ensemble. Дојдов тука со мојата фолклорна група од Полска. Ќе изведуваме традиционални полски танци кои што ја представуваат полската традиција и култура. Настапите на групите и ансамблите ќе ги оценува жири комисија во состав Блаже Палчевски етнолог, Тофе Дракилевски фолклорист и кореограф, доктор Родна Величковска етномузиколог, доктор Александар Димитриевски етномузиколог. Републичкиот фестивал на народни песни и игри Илинденски денови продолжува со втората фестивалска вечер на која ќе настапат културно-уметничките друштва Бисер од Кичево, Весели пензионери од Пробиштип, Илинден Демирхисар, Ѓура Мара Миравци, Дримкол Вевчани, Цветови Дедино, 7 септември Македонски Брод, Гоце Делчев Битола и Копачка од село Драмче Делчево. Во ревијалниот дел ќе настапат фолклорниот ансамбл Дорулетул од Тулчеја Романија, фолклорниот ансамбл од Бијалисток, Полска и КУД Севдах од Врање, Србија. Илинденски денови се одржува секоја година наспроти националниот празник на македонскиот народ, 2 август, денот на Илинденското востание. На него достојно се афирмираат народните песни и игри, не само на македонскиот народ и народности кои живеат во Македонија, туку и на народите од светот.